Објава! Деновиве сред нашиот град Струмица во јануари 1963 година се појави големиот смок. И до сега се знаеше за неговото постоење од стари, а сега ни дојде на гости како змијски цар, што не спие преку зима, и кога изгледа малпак само така ни се прикажува, а поголем е 100 пати од својата слика, бел како домашар цицоциц, и затоа никој да не се плаши туку да пријави што видел, чул за него, се поред на власта, а она го знае своето, кој го скрие ке биде парично глобен, или ако го отепа без дозвола крај. А сега де? Дрн. Какво сега това чудо? Ти кажах да не трчаме по барабано, а ти, ајде да чуваме што ќе кажат. Невештулки, ја некој глоба, ја некој снег чистене. Море, не трчаш ти по барабано, жено, тук се само по мене се влечкаш. Са плашеш да не ти избегам, нели? Сакаш да врзам за очкуро. А журналисти работи. Смок се појавил. Остави си работите и слушай ги немите блюткавештини. Закопалници? Јас мислех некој јанган. Без палето изле во оган да ги изгори. Големо чудо! Се појавил смокот, како јас само да не знам оди он тука, да... Јути мори, бабо, шо си го отворила чанако? Абе, Роданот си го оставив. Мачката, клобата ќе ми ги расчини, бре. Да ти го фуктам, Родано. Ај, ој си дома да не настинеш. Ај, остајне да чуме, белки некој знае нешто повече за таа работа. Вило, од дека излезе са тај смок? Сега само бегане на пере. Ептембр ливи човец. На сейф се чине. А тебе на мајтап ти излева. Да не излезе од тај смоко за кој ше од памти век се пркажува. А рапало не ни го јаде. Ништо не разбирам. А што не прашаш ако не разбираш, Мориновице? Зашо само така на празно мелиш, а? Ја те е власта, па распраши се. Ја ти го председатело на одбора. Ја те е јавната обвинителка. Они ако не знаат, кој ќе знае? Другари, другарки, не оди ова вака. Ептенговедарски си ја сваќаме работата. Не гледате ли какви задолженија стојат пред нас? Патишта треба да правиме, езерата треба да ги доправиме, полето треба да го култивираме. Абе, градот малку да го заличиме, пороите да ги свртиме. За некоја година реформа не чека, а вие за најмало гомна идеи кај председателот. Добро бе. На што ви личам јас, Така ли самоуправување ќе спроведиме, Така ли производството ќе го зголемиме? Арно викаш, бе, другар председател, абе, ние народ ли сме, бе? За нас и стапа оногу ара. Шо е, бе? Шо е, бе, шо сте блинали, шо сте зајнали? Ај вас да ме нема, бе. Не гледате оти човеко запанен с државни работи. Ами, чаре, изгледа само бегане на пере. Дек ќе бегаш на мајките у газови. Да бегаме на Свети 15. На Богородица под препешалто. Тесно е, нема да не собере. На Цареви кулибе? На Баиро да бегаме? На Самораница. Ниско, ќе се каче. Ото за време на војната.
да си подбереме жените и децата, бебинта на каркач и въз да нанему вилюса, да се скрием у парнарто. С смок нема излевачка на крај. Ако таков как што се прокажува, ке насукти се. Да бегаме, другари. Ама како да ги оставиме државните работи? Лесно му е на Ванчо. Негов дукен, негов клуч, негово чекмеđе. А ние, другари? Да не затворат кога ќе се вратиме? Да не сменат? Леле, да не истрият главата со сол? Мукорка. Шала ли бе? Мисим се изплаши. Таа зверка е создадена за това да сплаши човец. Шо знаеш ти за това? Знам, на мен ме е кумшика бабата Фима Вражалката. От нея секви чудеси съм чел за смоко. Ја не питајте га. Навистина? Ајде, што стоиш, баба Фимо? Кажи да чуеме и ние, само да не се некој мејтап. Другар председател, ти не ги знаш нита малямате! Ти да молчиш! Од тебе излезе целата работа. Ајде, зборуваме, баба Фимо. Големиот смок е предвестник на големи премрежи. Живее во долна земја. Испие со вековен сон. Но се приближува времето кога треба да се пробуди да тргне по светот. Штом курварството и кражбите и лакомоста и лажните сведоштва засерат по светот, еве го и смокот да ги проречи. А каков бил смокот? Разни ги имал. Или истио на разни чишите се праправал. Преку 100 мина имал, а побоја бил белчо, црнчо или шарчо. По некоја особина, например, цицоциц. Прибидејки бил многу ме рекли и на цицане. Така ли, Бафимо? Така и... Какво цицање? Разно цицане имало. Кравјак цицал. Го викале кравоциц, цицокрав или млечко. Голем џаб им давал на кравите, от они сами си довеѓале каде него, как им натежнанле вимиинта и му кале се додек не до омануко. А как се појавил, они го лижале, а он им се замутувал околу нојсто и почнал поленка да смука. Прво една циска, па втората циска. Така ли, Бафимо? Така и но. Такви ли работи знаеш ли? Какве цо? И јас сум слушала за това. Нашите смокове со тајсори. Колку крави се расипале така. А толку некој ги доцицувал, шо крв им пуштувал. А цицал и овци и кози. И тога е појнат го викале. Прчко и така ли, Бафимо? Така и но. И жени доилки цицал. Ај, Талчо! Ај, оган да го изгори, ами што ќе остани после за бебето? Ги фајќал доилките, ги смутувал и ленка по ленка ги смукал. Големиот смок можел многу жени да изцице и многу бибина да разплаче. Тогај го викале крвоциц. А по место дек шо живеал, го викале подземко. А как скачил горе каде нас, домашар, и тогај никој не смеал да го утепа крвоцица домашар, прибидејќи чунки се сметало за свето домашно шеј. Од шо настанала таа ала господи? Од ништо нешто. Ја, кочу од којнско влакно, кај ќе огътнаш од цревата станува змии. Така кажуват стари струмичане. А како ти дал големиот смок? Колкав бил? На разни големини се кажувал. Еднаш имал глава како говедо, друг пат опашувал цело лозје, а на носот джева или носа. Кога ќе свирнел, заглувнувал се. Домашарот пак имал царска круна и живеел над 1000 години. Некогаш имал и крилја, се преправал во змех, имал и нозе, но ги криел. Во старо време кажувале оти може да го опаше целиот свет ако му се присака. А по Божја наредба, смокот на оние што го видат, им се прикажувал 100 пати помал. Зашто сите што го видат би штукнале с умот. Само на волот и на коњот им се прикажувал каков што е и затоа тие толку се ангелосувале од него. А некои велеле дека него всушност никој го нема видено во сета негова стравотија, осен лисестиот ајгар од 1,5 година.
А ние, не дај Боже, ние да го видиме големиот смок каков што е во стварноста, веднаш би умреле од страв, камен би се сториле. Види ти какви чуда се криет во главата на бабата. Барем да е само во главата. Зарем не гледаш дека злото исползало од долна земја и не го окупирало градот? Дека смоко? Дека големиот смок? Видел ли го некој па да поверува во те тука кај нас? На себе. Видел Дека е големиот смок? Каде се скрил? Кој го видел? Јас ниту сум го видел, па ниту го гледам. Мио! Акилан! Тука. Си го видел ли ти големиот смок? Слушај, скапо ќе ми платиш ако не си го видел, а вам му шириш лажни узбуни. Јас, другар председател, не сам го видел. Ама го видел шурта мој, Дончо магазинер. Доведи го брзо. Ја го там да го подпират зидот од магазина. Но, што е? Што сте се здравили како... Каде е големиот смок? Дончо, Тушо? Ами, големиот смок има биолска глава. А на пашката джангарлак. На главата има круна, а в уста златни заби. А се прозејна темна пештера. А се измоча бистар кладенец. Добро, тоа сите го знаеме. Ама кој го видел големиот смок? Каде е големиот смок? Да не ви се крие во джебот? Не, во нашиот магазин е. Без увреда. Зарем во магазинот на вашето предпријатие Македонија Експимп? Без увреда, така е, другар А председател. како онолкаво чудовиште се пикнало таму? Ами, не знам, другарке увинителко, не знам. Не знаеш, а? Како можеш да не знаеш? Ми, може би големиот смок е магиосник, па се преправил во джудже. Колкаво джудже? Ами така глава од бивол. Уф уста златни заби. На пашката джангарлак. А ној сте ги кри. Дебелината бишка. Должината. 100 магарешки. Тај па шо говоре? Што слушаш ти? На една апка. Тинки пълна маслинки джвакнува със сеча кардеците. Със своји очи видях, така ли е, Бадон? А откаде знаете дека тоа е токму големиот смок? Го познаваме. Откаде го познавате? Одамна го познаваме. И што направивте да се осигурате? Го заклучиме магазино. И тоа токму сега кога треба попис да се прави. И што да правиме, другар председател, виша сила? Вис майор. Директорот. Да. Пронајдете го некаде директорот на Македонија Експимп. Нека купи пушка и патроне. Треба брго да се действува. Другар председател. Пушки. Пушки патроне ќе купне. Лесно. И црешово топче ќе направиме ако треба. Ќе направам. Ама кој да го оттепе големиот смок? Ја нека го убие беровчаница од Боро Митаковски. Што магазинерите ќе го насетат смокот? Нека испрате човек по Митаковски. Треба да се убие тоа чудовиште, да се сотре. А сега, на работа! Треба бргу да се действува додека зерот те почел уште повеќе да се зголемува, па да ни го голти целиот град. Или чувај Боже и државата да не ја лапне. Јасно? Јасно! А сега, растур! Другар председател, Што е, Бајло? те молим, Што ме молиш? Пак некоја далавера да не спремаш, а? Или и ти си уплашил смокото? еба и на смоко. Не сам јас до кенджи, па да му сабом, они нек му водат сметката. Мислах, нема ли така да се наја негде некој работчика за мене? Шо? Още имаш образ за работа да го питуваш председатело. Не ли ти не де работа човека у кланицата, бе? Нема ни 3 месеци. И шо направи? Не издржа ни ен месец. Туку му го сече ушто на врешко. Ја го човеко без уше. Още ни преврската не ја извадил. Кама изнервира, Мари. Уште не те е срам да зборуваш. Што ќе сте небе ако сите за секој нервирање почнеме ушиња да сечеме? Многу лошо излезе таа зимата. Па мислях, нема ли така да се наја некој друго место, некој стражар, да видам некој дрвачувач. Златна работа си спушти. Самиот си крив. Не ме интересира. Така се е, другар председател, така се е. Сам се е крив. Сам се е крив. Туку, тај дзида од къща ни падна, па вонка сме. Па ставите некој картон. Не гледаш ли какви бугли имам?
Тука светот пропаѓа. Со аждери треба да се бориме, а он къщата ми падала, Другар председател, немаш ти има притисна души, а си ими родителски обвръзки према сина студент. А тогаш зошто локаш? Така. За това пити го. За това покари го малко. Ама, ай сикта се, море. Чекай. Ако ма часта некој му разкажам смешки за врешко и така, иначе безкршен динар. А фрлаш зара? Фрлаш? Сакан, кој видела Ирод Комар, од добари дорджаре само зјан не. Главно не излегуваш од бистра вода. Преплатен си, да. Едек дом. Нели ти кажах, къща им падна. Без дърва съм. Домашните ми се разбега. Жената яде къде керката, спие къде брат. Синал къде некой другар. А аз... А ти в Меяна? Едек дом на друго место. Там ме е сега с обиралище. Там завагам, там усамно. Как некой мачор около шпорто душа да сгреем. Море, за целата твоя компания само еден лек има. Банско! Камења да толчите! А аз мислях пък Гьолю ке не опропорачаш коски да сгреем. Ей, Ило. На времето Еснав се лагаше. Добре, айде, Дуќан го остави. Фати се за полето, за нивите, за кучиња, овци, бостани. Добро, и тоа работа. А сега, Билю, а? Сега чекам да се стопа с него и напком падам офана мерата. По-лесно можем джапо на баничане да им го давам, него ли с вашите държавни работи да се разправам. Само гледате на човек как рака от джебо да му клавате, ниш да не му давате, се да му щипнете, ако може и кютеко да му гопнете. Бати скапанта държава, бати. На председателя го боле стапо за мене. Гледай го, тай си паге ли си паге, си нема бер да престане. Я и Божик го изпратиме, а он цветевревара кава почнал да паге. Не ли стъпагяви ке гаре, бе? Що сакаш, бе? До Гюргьовден на госта да ни седаш. Бре, отдамна не е видело такво чудо, още от време на война. Още от времето, като иде германците, още от тогайска не е паднал толкова снег. На председатело смокове му се прокажуват. Не гледа отке назове тай мерецки снег, гробовете няма да ни се знаят. Ей, Айнаджи, ел тук. Шо бе ти тука говори држиш пред одбора против народната власт? Знаеш ли ти оти целиот град губернак до тек да те најдам? Да, заедно нема да ме тераш. Што ще бе, ајде мак магаре. У бистра водата немаше. Ујдек дома кај тебе имам шо и да видам пълна къща с снег. Си помислих да върнам назад телеграмата, Ило. Телеграмата? Ама жал ми падна, шо да правам? Тръкай керкати, майхто уидела кај брати. Загнах се там и тамо го нема. Жива вода станах трчаки по снего, Ило. Дай телеграмата. Шо да правам? Загнах се пак у бистра вода. А тамо сите комити са собирали, а војводата го нема. Ило, мутлак ки га върнах телеграмата, так не сопнах тук от тебе. Абе, дай телеграмата. Шо да дадам, бе? Старо Аро. Син ти јавува вечер пристига. Шо кажа? Син ти јавува вечер пристига от Загреб. Това не е възможно, бе. Как не е възможно, бе, на Джин Магаре? Гледай тук, ще пише. Как не е възможно? Айде, отвързи го кеста, айде. Ай, на Джин Магаре. Абе, Нелке, жал ти патища завеени. Директор рече дека тука сме морали да спиеме. Да напишеме една жалбичка до синдикатове, бадоне, а? Дек те е мастиката, бе, ќе изземнеме на тај студ, ей! Слушай, ама кажуват, оти по-лесно се спразнувал човек зимно време, ако пие ракии. От кој ја чуја таа дума, бе? От доктор Ръчев. От ръчето, бе? Ај тркни и нарачи нешто кај кучи. Цел ден гладни ли ке седиме? Шо да нарачам? Абе, секој ден ли ке ти кажувам? Ајде, оди, ајде. А ако сгрешам? Нема да сгрешиш. Кебапа не се яде. Слушай, да купме некоја мекце паржоле да испечем. А и ти треба да не забравяме. Ей, кукуреш треба да спретеме. Пиперки ни треба за таа работа. Ајде, само по-скоро, ајде. Знаеш шо вика бабата Фима?
Каде доаѓало времето на смоко, не требало да се работе. И това да не се премерува ништо в должина. А ние сакаме црева да обесеме, кукуреж да плетеме. Абе, друг мабет, немаш ли ти? А па тај Ѓуптино, Леонида, ми вика, пази тушке, са струмни сај бија кереси. Шо е тоа? Змии таа газда в кашта. Кој ќе отепа, мора да умре. А ние пушки и патрони ќе купуваме. Пак ти. Само в Гевгели, домашната змии не га сметале зарно шеј. Ами и там не смејал да се утепува, ниту па името да й се спомнува. Јел тука. Јела бе. Зашо? Јел тука. Дај го чел. Дјајде, мислях дека треска те тресе. А и кога си веќе на нога, дзирни може нешто ќе видиш. И бадоне, тука, целио е бел, брашносан. Изгледа сите еврејки с брашно ги распарталесал. Ајде не. Белта змии, домашаро, брашнојат, бил многу полезно шеј. Никој не бил посреќен од тај шо имал таков белчо. Ноќно време излевал да пее, па ги песни знајал. Дека била белта змии, тука азно, скрино и мало. Шо работа? Кој? Којко? Смоко? И, бадоне, глеј го ка се е кордисал мануко. Бадоне, изгледа смука за итин од едно буре. Додам по беровчанецо, бадоне, додам, а? Чекай, стој бе тука. Да не поминаат деновето. Сеј си нагадуве. Ми смоко мора нешто да јадат, чак и живее, нема гладан добре. Глеј си ти работа, ќе офанаме ни него, ајде води. Добро. Води, ајде. Шо донесам? Донесено. Ајде. Нем после мана да ми наваѓаш. Шо е, бе? Ја чувам една мечка. Смоко ли, а? Цел град само за това прикажу. Бави, а и тут сте бави. Седи, бе. Седи, бе, сега туши да не се ме зебе. Напий се. Фала. Ке запалиш цигарче. Фала! Много рано на май сте излезели. Да не ви излезе нов кој сап, а? Од една страна пече, од друга сече. Јајцата ги грееш, бубрезите ги ладаш. Шо ќе правиш, бе, бај Стојане, бе? Државна работа, бе. Ми това ти е като болест. Само нека поминува. Как ќе поминеме, разбираш, бе? Кога главното уште не е дојдело. Смоко не е ништо успоредба с това шо енос не чека. Не е ништо, ама отчетна можем си дадам. Шо? Ја сици сејат по докјанто, по магазинто, си собират сметки, ја сапе, а јас смоко ве чувам. Как јас ке се отчетам кога смоко не бира шо јаде. Пред малко сато брашно го изде, сат шалаган го испија. Богати. Мора лошо не работа. Досели бе. Бујрум. Ајде. Љуто да не си забравил да земаш. Всичко тука и калбасички најдех. Алал ги вера. Как ти изгледа това са смокове, бај Стојане? Има ли чаре? Ке се најде. Само пазејте да не вапне. Кој бе? Смоко ли? Па не јада смокове. А колку што знам, не са ни отровни. Таа е баш отрован. Поутровна змија од големиот смок домашар, цицо циц, зејтин смук и брашнојад нема. Ја, виде поарно друштво. На секој јадене ни треба по 2 кила ракија. А ти сака со едно шише дено да упартепаш. Стига, бе, бадон, стига. Ајде, бе, стига. Устанали неко кебапче? Не. Не. Баило! А ламната га фатиите ли? Арно, што дојде, слушай, тука има едни цревца. Ајде ми покажеш Измијали ги цревата. ка се плете кукуреш. Ти си мајстор за кукуреш. Измијали ги цревата. Чисти си, Тук ли бе? На снего прстам издрван. Абе, ја мангал има там, сгреј се. Ајде, одам не смапнале кукуреч. Не баш време. Ај, дај само да ви покажам. Ај, бугли си, сино ми доваѓе студенто. Баило, гледај ми замерак, замерак! Те ги најде са, бе.
Мене тази зима ептен ме изненади, а и без дърва съм. Да нема така, къде вас да чалнам неко дръвце грута, да упрече към уладна кашесина. Абе, имаше 2-3 кубика, ама не остана ни даланка. Изгледа смоко мав ги направи. Со него с***ните забиси ги остра изгледа. Наместо чачкалици и потроши. Абе, дай некой стап, шо мислиш, на таквото ли да ги правим сега? А така некоя паричка за назаем да снавай къде вас? Бадоне, от кьоров очите, бадоне. От дявол към дило. От изгорен огин. Абе, ме обесил за ортома му говориш. Не ли слушаш каква ала от 100 тона леже на вратовете, бе? Ей, отчет не може си дадаме, бе. Предприятието ки ни зацърне. Ак бе, змиите у магазин, не бе от джебовете. Пощо враким. Кога? Как ти продавам лубениците? Баило, гледай, змиичка, шарка, от смок бетереси. Тушо! Тушо! Кажи, бе. Много ангеле да не ми собираш тука. Ай, виде ца, ка трябва понтега. Пиперо и сол да не му ги забравяте. Нема. Ќе му турим. Я го шурт. Да го питам нещо. Стояне. Шо? Шо викаш за тай снего? От снег зиян нема. А ти? Шо за станал тук, а? Сергий да праваш? Си немаш ли къща? Абе, падна тай стопанката дзидо. Сам нема да се поправя, бе. От Луканова щената къща не се крепе. Цаках да те питам нещо. Добро. Айде, пити. Айде да влеземе за в час у бистра вода. Мер тука насред пат на снего. Добро. Шо му фали на снего, а? Мислях да седнаме. Тука ќе седнеме. С ти закопалници. У снего ли, бе? Шо, бе? Да не се плашиш газо да не ти настине. На снего ќе седеме. Според това колко работим и спечаляваме, и он е много ара. Да не сме ние Европа или Америка, па по кавенините му обед да правим. Види ги твоите побратими. Ги знам, бе. Смок пущили у магазино само и само попис да не може да им се извърши. Стоката отпис да им се пише. От такви арамейки пропадне тази държава. Колко спечаляваме ни за бушник нема, а они пръжоли ядат рано на сабаали. Една марула на един ден. Толкова ние спечаляваме и толкова смееме да изедаме. Саках да ти кажам. Нема ти шо мене да ми кажеш. Откажувана файда нема. Би, не знам дали чуя от махето. Що махе? Вечер доваге Зоран. Чуяте ли за taj Джорд, а? Джоре. Не. Ставил си у джево цело милионче. Вие не знаете за друг му обед, освен за кражби, а? А защо друго да говорим, бе? Кое време е сега? Това е търговски град. Не ли гледаш дека сите дукяни са затворени? Насекъде биланси се вършат. Сега на секой му горе под газо. А защо да му горе? Се отчетват луѓето. Сметките си ги правят. Сега се излегува на видало. Дали е некой чист, добър или лош? Много те разберах. Що значи да си чист? Това значи и волкот да е сит, и козите да се брои. На брой. Да бидеш чист за себе и за другите. Защо да бидеш добър за себе, значи да си лош. За себе. Бидејќи треба да бидеш чист за комшијата, а за себе добар. Најлошо ако си унатре, у гјоло. Во ѓумот. У гјоло, бе.
Кога си лош, не чиниш ни за себе, ни за другите. Това се разни лекошии, кои однапред не си ја знаат сметката, па се плашат некој да не им крал или комисијата да не направила грешка. А сълтрговците однапред си ја знаат сметката. Прво го просејуват житото, а после плевата на државата. А зрното за себе. Разбирали се, а? Бави, еба, јарамиите. Чуја ли, бе? И шо рече тој Джоре милионче, а? Да. Да не претера? Кој бе, јас? Ама ако не е така, гол ки играам сред пазаро. Ѓупската музика има да свира, јас ки играам гол како од мајка родам. Копиле врашко, вели дека имал милион вересија, ги има преку 2. Но да не му излезеше сметката, поинаку ќе пееше. Ја мајстор, а не да краде на ситно, на паланца и да се ебава со стари цени. Море и со них очите си извади. Слушай, ќе си однесе дома 10 шпорина. А дојде новата цена, од дома си ги продава. Мишториите со комбина идат и до земјата му се клањат, зашто ги нема. Секој од нив без плата би работел, бе. А да му го земеш раководителското место. Ке се дамло са животот не си го сакам. Врз платата, уште 2-3. А, зете! Абе, дедо, бе. Ако трговац нема да дръпне, кој ки дръпне, бе? Белким за джабе плата ки работе. Зашо се правиш ти таков чуден човек, бе? Зашо говориш у ветър? Тебе ли да те учам, бе, дедо? Тебе ли да те учам, а? Играем? А тај Арлам Жребков имал 500, унатре бил со 500. 5 години не му чинат. Така му треба колока как магаре. Море, не пие, бе. Как не пие, бе? Не пие, Как не пие? Да не грешиме душа, не пие. Ама јаде. Јаде се што ќе види, сака одзади да му излезе. Шо? Ке го дадат ли на суд, а? Абе, нек плати и квит работа. Браво, бе, дедо. Нека плати и квит работа. Ашко сум, бе, дедо. Право говориш, бе, дедо. Слушајте, бе, што се однесува до мене. Јас за таа работа имам друго мислење. Ја го моето мислење. Кажи. За сите апашишта има само еден лек. Каков? Бесилка, пред одборо. И јас сум за... Бесилка? Бесилка ми шо? Ванчо, дај 2 мастики и меза. 3. Верче. А тај Арнаудо, как му беше името? Тај горе, Сам се обесил. Украделе му дукјано и не можел да докаже. Така. Чујал сум за него, имал полна изба со вино. По секој ручок манку пијал по една цела миса. Ги насече јаболки у чашта. Да не го утрати и гостире после това. Мамето него. Така му треба. А кај она Милето? Кој? Миле, бе. Това горе. Нашле ни повеќе, ни помалку, туку 12 милиончи. Голема пара. Да. Па го притиснале. Те како? Те зошто? Те каде се? А тој да го видиш. Извадил од вреќата од визбата 2-3 вреќи со ливчиња од спортска прогноза. И им ги фрлил пред нозете на власт. Од државата им рекол за државата. А ако сакате се го бесетеме пред Народниот одбор. Бре. Го знам момчето. Од честно по-честно. На мома не се дава. Дедо. Шо? Ти играш или не играш, бе? Како што гледам денеска на тебе ич не те доигрене. Ако е така, гарастурам партија. Шо губате не сакате да играте, гарастурам готово, шо? Шо губате секој пат не сакате да играте? Епа не бива така. Да знаете, нема веќе игрене. И знаете ли шо си мислам? Шо мислиш, бе, дедо? Си мислам шо ќе стане ако наеднач дујне еден топол ветер така од кај Смрдеш планина. Шо мислите, ако почне тај снего наеднач да се топе? Има поплава да стане. Целото поле ќе пливне, а? Знаеш што ќе стане? Шо? Ки се удават селјаците. Море! И на бежанците ќе им треба коработ на Дедо Ное. Не се закачи са. Гледај се работа. Нашите газове нема да останат суви, Шо си мислите, ако почне тај снего наеднаш да се топе, Ќе напанели аптеката со песок и камен, и магазино на Македонија со се смокол. Така, барем куртул од него ќе биде, шо? Ова власт не е власт, бе. Зашо? Абе, треба да нареди сите покриви на куќите да се исчистат. Сите парапети да се разгледат и сите солиндари да се растурат, за да може водата слободно да си тече. Инаку, секоја втора куќа ќе падне. Слушай, бе, ти, ајде да макне.
На кој му допаѓане нека паѓа, а на кој му доигрене нека играа. Ајде играјте, пак ја растура партията. Ајде. Само губиш. Љупците се најнасуво. Така. Слушай ме ти. А ти шо мајка тераше да слеваш доле у полето да ми правиш баши и пишкарници, а? Слушай, Врешко. Кажи. Ја сега ќе ти кажам. И кланицата нема арно да ти помине. Сите бишки има да ти се удават една по една наред, до една. Да не ги исколяме. Полека. Шо слушам? Поштата, телеграме веќе не примала, а? Сите телјове би били искинати. Как ги примате тие телеграми там? Бе, ти телве што ги гледаш по патишта, ти не се телве, ти са обични електрични жици, што се издават од бандера до бандера. Да убијат некого, нели? За това нек му водат сметка ти од електричното. Што сам јас тука виновен? Што? Абе, Арна компанија. За тебе, Ванчо, нема зима. И тупозарки да къцат, ракиите не се заледо. Георгиш, си ми ја завтил место. Седи, Илю. Фала. Без тоа јас ќе станам, не можам да ја трпам тие барборковци, што тука цел ден се разни прават. Ванчо, донеси 3 ракии. За мене не ракии. Шо ки пиеш? Донесе една вода. Едначки влезеш у кавенето и вода. Најсладка ме е водата. И да за пари, пак вода ќе нарачу. А плюс, без пари. Шо? Да не се најде увреден? Ја прекопцем од такви джимри. А от такви трошкаджи голема иднина не чека. Абе ти знаеш ли дека сато това ще го ядаме и пиеме не е наше? Тук е земено на заем. Само един ден да нафатат за врато и да ни кажат върнейте ги дуговето. Готови сме, за сол пари ке нем. Ја, на друг ти има, бе ти разкажувай му ги. Зар јас не гледам како народу жубна? Секој трет се готве къща да прави. Ке прави. Ама кога ке чукне барабан, кога ке викна барабанджието ти дойде последниот саат дека мора се да се враќа, тогај у кръпа ке те нема врзан. Дек ке се скриеш, бе, как се појавя ламјата? Си имал ли ти работа с капитал? И душче ке те земе банкаро. От он се знае сметка. Вода се до гушче ке те држа. Цел век за исто да ръмбаш. Вместо да си работаме, и спечаляме, и ушпараме, и по-скромно да си живееме како от време ще останало, ние со смокове се разправа. Абе, не ли гледаш дека ја изгради дујната, бе? Дека се изграби, дека поштен човек не може да сретнеш. Сега го кашка. Ама им те го кашка. И кога краате, не краате како човеци, бе. Ами, како ајване. Мене, секој у Југославија ме знае и не може да помисли да ме черпе с нещо. А камо ли да ме води у мотел, да ми дава ручок или вечера. По 3 певачки на една чимпе. А они, чикитом, чинеш на татко им сирмијата. До вчерашни бушникаре, виски пият и скара лапат. О, ма кога ке тумнете? Ке се чудете што Алвес не дело. А они не, како пујки се чудат да игнетат така на сила. Пият апове за апетит, само што повеќе да изедат, што по-голема штета да направят. Или одат у нужнико, блюват како магарина, си бутат прстите у уста, за да можат пак да лапат. Абе, си имал ли ти работа с наш човек, бе? А? Дујната ќе изеде, дујната! Стојане. Шо? Саках да ти кажам. Нема ти шо да ми кажеш. Таа е вистина. Едно спечали, 7 изеди, 6 не достигат. А ти ни едно не спечалуваш. Јас станувам. Саках нешто да го питам. Тоа, зошто не го праша?
Не знам, забравих. Седи де, не се секирај. Ке читнеш ли уште една? Само да не те навредам. Не знам, дали ќе ја вечер... Ванчо, дај 2 дупли. Верче! Удавна е немало таков снег, секој година не паѓаат такви снегове. Таков снег не сме видели ош од времето каде е денешното. Чудно патишта да не завеени. Ти викаш имаш дрва. Какви дрва, бе? За греене? Имам. Колку за лек имам. А јас неем ништо. Без дрва сум, а ми доваѓа и сино студенто. Нема да лош да ми даш така неко дрвце да чалнам на заем. Така, значи. Лева рака, десен джеп. И да имам, не ти давам, бе. Не сум јас таков, бе. Шо зимам, враќам пит кој сакаш. Поштено враќам било дрва, било стока, било пари. Опа, и пари, и парички сакаш, и тоа ти се сонува. Сино ми доваѓа. Ќе остана 20 дена, на мен не ми требат многу 20 ледарки. Така, значи. Така. Немаш ништо. Не. Лажеш, а за локање? Шо имах, испијах, сега не пиjem повеќе. Само по цел ден седам и размислувам. Ако ма часта некој му раскажам приказкиот как на тебе. Ами, оти тогаш ја остави државната служба, а? Оти им ги сечеш ушите, како на врешкот. Оти не си попитом мал. Слушай, бе, Петре, брат, ај остави ме на работа. Шо ме испитуваш, бе? Да не си шпион или царот те наместил да водаш сметка за човеста и за другите шејве? Та как та за шо? Ако сакаш да ми даваш на заем, арно, ако не сакаш, парно. И у Бугарско дава кредите на заем. Ен ден наминах у банката и Мирчо Дибеко им вика: Илјо, земс кредит че само мајката. Не поз да се кажеш на себе. Скоро падна Бугарто, кој шо зама, му устана. За враќано кој ти пита, бе? Ама се е до времето. Преку ноќ човек паѓаш и за еден ден чорбаджии стануваш. Ама кој ме на мене крив, кој сек пат бегах од државата, па каква било да било. Било наша, било јамбанџијска. Било арна, било лошо. Шо бе, нели имах дуќан? И шо ми го шпирту са? Са, ме на државни јас да ми знае колку ми фајке за нато, за доктор и за пензија да работам. Сакан. Со нивите и словците Прокопса. Са, не на цена, ма кој знае? Може еден ден човесте ќе се свестат шо ги ране. О, барам очите да не ми гледат. Нема ли па да пукне пролета? Нема ли земната да замириси јагнијинта па да почне да блеят? Нема ли да мине една чита карландска зима? А колка камата даваш, Ило? 100%. Дај ми 20 до 40, това с писма на гранци. А ако пак најде некоја пуста година какова, како тогаш ќе вратиш? Вошките да не си ги продадеш? Абе имаш писмено, можеш да му бујнеш од топлото. Шо корист имам јас од твојот тапс, Било? Туку знаеш шо? Ние и без 8 години се трчкаме и никако не можеме да се погодиме за оној твој плац. Сега му е мајката, Ило. Ај, продај ми го за 50.000, а? Колку пат сакаш да ти кажам, од тај плац не е за продаване. Там мислам да градам кшта на синовето, шо значи Ванчо! Не е за продажба. Парте не ме интересират, ќе градам кшта. Дај 2 дупли, Ванчо. Верче? 100 бона давам, Ило. Брат Петре, чине најмалку 250, ама ти кажах, ни за толку не го давам. Шо значи не е за продажба. Јасен ли сум или не сум? Ајде да видиме. Ајде да видиме. Гледај, Ило. Види сега. Шо и да излечеш, добиваш. Ако, шо се таков комар, нели ти е познат? Како, бе? Е таков. Ако се фатиш за крапот, ако излечеш поголема карта, добиваш 200 аероплани и 5 метри дрва. А ако излечеш помала карта, тогаш добиваш 150.000 Ило и 5 метри дрва. А? Вана. Влачам. Само да знаеш, оти и самиот се залетав и ти дадов премногу.
Ај бе, Илио, изасни се додека не сум се попишманил. Слушай бе, копеле Брашко. Колку пати сакаш да ти кажам, оти за ништо на свето не го давам тај плац. Там мислам да градам къща с помощ на синови. А ти, кажи ови, даваш на заем или не даваш? 20 ледарки имам кубик дърва. За плацот и 10 пати повече. Без, стап! Само ме влечкаш за нос, а пиеш на моя сметка. Не си човек, бе! Панчо, дай една дупла за тај желато на Врешко, што цел ден дърдоре за кражби. Ти американец не тошак да си играеш с мене. Ило, ај разкажи ми, как му го сече увоишто на Врешко? Чуја ли? Шо, да не те сърва и другото, а? Не си играј тошак с мене, чуја ли? Ајде, сакам да чувам как тече цел таа работа. Ја, Врешко ќе ни помогне. Шо, бе, шо? Ајде. Дино, Дино! Шо бе, шо Дино бе, тај лут е бе. Ајде, бе, ајде, нема цел да Јас си имам карта сега. Ајде ти, Ило, станули. Георгиш, кој ќе го представлява мрвениот доктор Ляму Лямов? Ја, мрвено ќе биде Дино. Дино ќе биде на место Ти как кажеш, Георгиш? А Дзидаро Петро ќе биде спрасата вишка. Ајде, бе, кој ти пита? Да мене ми глад 5-6 сајто. А Панчо и келнакът ќе биде народова го има. А ти, Георгиш? Јас ќе бидам въздух. Ајде, почнуваме. Кој мислеше од имаката до тук ќе ма донесе? На државна работа да се фатам, бишки да клатам, бишкарници да чистам, бишкар да бидам. Ама шо да правам? Вај есен ептен го кашках. Ни пораза можам с шо да си го платам, а и на сино у Загреб пари треба да пратам. Смрдело, не смрдело, търпене бабајка. А бај не ме до приказки. Браво! Браво, Баило, браво! Шо браво? Шо браво, ко па ми изде таа гнида? Те пиян съм довеѓал на работа. Те бишкитке съм ги разпал. Те с бишкита съм спял. За месец брати сладки ми здудија и они бишкарската работа. Банчо! Шише за Баило. А ти гледам, пън си спари. А шо, да не сакаш нещо на заема? Немам. Немам, Ило, беги подалеко от мене, немам. Бегам. Вечер ми доваѓа сино од студиране, а не ем дрва. Па мислях, ако не можеме с топли јадење да го пречекаме, дето барам топличко да биде. Да немаш дома така некој стар виран плет. Немам, Ило, немам. Беги подалеко од мене за таа работа. А, жена ми. Как пијаница? Омори мале. Омори мајкичко, омори мале. Здраво живо, жена, одек ти тук? Бре, пијаница, бре. Омори мајкичко, омори. Жена, шо викаш да не умрел некој? Станови, Георгеш. Дек си ти, бе? Нямам. Дек си ти, бе, суиштисано. Абе, ти къща имаш ли, бе? Ти жена имаш ли, бе? Ти деца имаш ли, бе? Не вик толкова, репоти. Да не викам ли? Защо да не викам, бе, Айнаджия Кьопет? Защо да не викам, бе, Господа те викне, шо по-скоро? Дек ти се дървата да се стоплям, бе, а? Дек те е проседико да се нагледам, бе! Ой, да видиш, дек те е дзид от къща. 2 метра снег има на кермиите. Пампоро само шо не паднал, а он защо викаш? Ой, аз магаре огните ти изгоре. Сърце да ти изедеше, краста да ти изеде. О, мой майкичко, мой. Шо съм аз виновен, мори, годините излезе лошо. Годината? За каква година говориш, бе? Въците да те ядат. Отиваш арна за друго свет, бе, а? Защо не се зафана за държавна работа? Тук е 20 фена на работа и шо направи магла Джон да те нема и аз магари най-лазо. Аз сакам сам да си работам на своята нивичка. Сво овчичка да си мозам, сво сирненце справам. Не давам масло да ми добавят за 10 ледарки. Мале мори, майкичко, шо чуях сега, шо тай мой Айнаджия кажа сега, ама за мен место не ме файка. Не си го давал маслото за 10 ледарки, а? Еми тогай, яй си агол тука сърце! Яди! Яди сърце да те яде! Яди оги да те изгоре, да те изгоре! Добијаваме телеграма. Од Зоранчо га поштува јавуват и вечер ке дојде у 8. Скопи га. Дай да видам. А така де.
Така ти требаше, колтераше 12. А сега да те видам, Зашо плачеш, жена? Ја ки питаме пријателите можки ни позајмат или до замолиме брат Истијано Њаран човек. Шо? Мош сакаш да крадам, а? Бег од мене, бе! Бег од мене, не ми излеви пред очите, оги да ти изгораше срце, да ти изеда, оги да ти изгора. Еве, женове, од така бе, женове. Ја ки ни позајме некој од динарче, века Зоранче. И парички, очите да ти покриет. Абе, ти да не си бърлив, бе! Кој ки ти даде тебе на заем, бе? Заем душите да ти ја изеде, а? И ти си ми некој домаќин. Дома куќи да врнеш на стоа, а он за заеме сонува. Шо да правил? Оди удави се у слота река, зашо си жив, бе? Прво бегаш од работа. Не си го даваш маслото за 10 ледарки. Еми тугај, јај си и голите ташаци. Јаде срце да ти... Мама ти дојева! Са си готова, стој не беги! Са ке те докусурам, ти дојевам! Проклето бронкало! Са! Кукувчова дупко арлък да се најдеш, ке те најдам и ке те докусурам! Туште ке те извадам! Туште те јатизам! Да се куртулизам! Мрмне и мрмнико! Бръмкало, само едно знаеш това баш! Се това пътва, бръм! Мръмник! Мама ти дајвам декси! Смири се, Ило. Ило. Ај се. Ше, Георгиш, кажи. колку сато? 8. Не може да биде бе ти варка сато. Ило. У Америка купан. А во 8 треба да втаса автобузове. Ај стани да се испиеме рекијата, автобус още не е дојдел. Кој зна дали општи ќе стигне? Нели гледаш оти с денове врне снег? Да, бе, това е јасно, с денове врне снег. Абе, кој зна, сите патиште завенени, јас с денове седам тука околу таа печка и не е рейс не втасал. Тај снег не патишта, цел свет ќе узаве. Таков снег е немало уж од време... Георгиш, бе, джамо заледен. Как е втасе рейсо, шо мислиш, да не ми избега пред носа, бе? Ајде, не говори ништо празно така. Па не гледаш оти автобусот не е дојдел. Па ќе го чуваш ако ништо друго. Ај стани сега да се испиеме ракијата. Стани ли, Ило? Кој ќе ја плате штетта? Сознај! Јас ќе ја платам. Ило, бе. Ај стани се, бе. Ајде, мале, својто га плаче, не плаче. Как ти беше губата, синче? Да не стигна, джедо. Еми, и така, мале. Ајде, дома ги се стопи, ајде. Ке се стопи. Джедо, златни, джедо, зашо съм жива, златна жена, не да се го ставам, как си се стара? Здраво, стари. Ајде, стане миксион. Дек са куфрто. Тук си куфрто. Чеј са, ја... Пардон. Са. Лека, ајде си обрати. Куфро. Не. Не може, дошло ще куфро това. Куфро, дека. Ајде, тук, ајде. Извинувайте, че... Ајд, аучо!
Фати некој од тие купалина да го испусерам од катекве. Сега ќе видам. Абе, врапче, пајке ли се? Само да ве зграбчам, ке ми се помочите у раците. Само да ве фатам. Ке ми се фатам да те чаките! Слушай, бе, овде само! Баби, сирпучинта. Од свечтеристика сте забејале таа песна. Абе, са боле таков аждер од Чуканов Трикии. Тај ни од тенк не бега. Зирни. Бадоне, баја под гоон од зимата. Ајде. Едва и го собира магазино. Шо праве? Јаде шо праве? Не ли речео ти нема ништо повеќе за јаде? Слушай, се навајгаш по нешто. Бадоне! Ка се е Кордисал Мануко. Глеј го дека е шлаптосал една када са се бојлеро. Бадоне, да го викнам Беровчанецова, Бадоне? Викни го. Викни го. Ајде, вик. Бадборо! Боро! Ела. Бадборо, ако са не го утепаш, не те признавам за човек, да знаеш. Када го утепа? Ка не мога ни да го вида. Деке? Каде пак го снема? Сабеш тука, Бадборо? Слушай, гледаш ли га таа ката с бојлеро? Чек. Не. А вчера? Беше таму в ќојшто? Беше. Пред малку га лапна. Предава еба и јарамиите. Да, бе, Боро. Още еднаш. Ак не ми кажете каде е Смоко, вас ќе во утепа. Баба Фимо, Кажи, Постојан. едно сакам да ми кажеш. Лажет ли ти какавана за Смоко или навистина постоја такво чудо? Се им изделу од магазин. И железо, и ламарина, и тенџерина, и срча, и се друго што не е заеден. Дали е можно тоа? Ами, ако некој еднаш го фати големиот смок, побарај да го распорат. Ако најдеш гомна, вистина е дека железото го изело. Тава ми личе на смок с човечки носи. За големиот бел смок домашар постојат разни приказни. Во него може да биде духот на некој предок или духот на некој жив роднина. Некои сметаат дека е тоа достаточна причина да не се убива. А за други, токму тоа е причина да се убие. И добро, не е грех да се утепува домашно шеј. За смокот се верува дека е понекогаш чувар на скриено азно и заштитник на куќата и бебињата во лулките и дека никој не смее да го дивне. Од друга страна, многумина веруваат дека донесува големо зло и дека онаа куќа во која он осимне ја чека голема несреќа и дека оној што ќе го види мора да умре. Значи јас и Бадоне, Друг посал абет немаш и мори, кобник и не кобнико. Ајде, остане. Чајре некакво за Смоко нема ли, Баба Фимо? Да не му го спомнуваш името не е лошо. Тоа не значи дека го нема, ама барем не ти е во главата. Еве го председател. Председатело. Другар, председател. Разни ластинки пуштили ти за видляци. Намерно не сме сакали да го отепне Смоко. Чиниш овзијана ќе не стават. А други па говорат, оти Смоко бил одреден на домашните змии и дека с неговото утеповане зло големо ќе му се нанесело на градо наш и на целата наша држава ќе се напакостило. Се големи познавачи.
Лъжаче! Начало со Илю М, жена му и врешко без ухо. Без ухо. Ми от тия. И от тая баба вържалка, шо не ги чува човек? Не ги слуши, другар. Не ги слуши. Каде живее? В Тимелто. Каде? В Тимелто. Во темелите, бре? Шо се праваш на удран, бе? В Тимелто, на нашите къщи. Си имат еден заеднички цар, он ги повеля, а они се шетат по дворовето, по башта, по китките, по зеленилта, по потоинто. Кој е ладно, се печат. А кој е жешко, се ладат. Сиято дјатаклъците и никой не смее да и чепне. Секоја къща мора да си има по една змија. Оти баш секој. Еми, имат си. В дворовто. Нимни си са. А како ги викаат тие змии, смокови ли? Царо им бил смок. А них секакви ги има. Бели, шарени, зелени, црвени, црни. Едни домашарки викат, други домакинки, трети сайбики, четврти стопанки. Едни има стенкат. Едни па свиркат. Свир. Я, на Леле ми дзидо пред да се урниса, слушаме како жаба крека. Кре. А едни па како саат. Тихичко. Крък. Само така праве. Крък. Глупости. Не знам како поинаку да се изрази. Во дедовата ми куќа имало иста таква. Што крекала. Крај гулабите живеела и никој не можел да ја види. Само така понекогаш јазикот го пуштала. Како каиш за острење бричови. Будалиште, ти ли најде мајтап да играш со мене? И ние на село имав една таква. Таа пак да видиш гракаш. Сакав да ја убием, ама сите срипаа врз мене, лошо било. Среќата ја чувала, азното го чувала. Не се. Татко падна болен, додека бев таму зимно време. А змијата га! Домакинката те жали, Георги, му вели мајка ми. А татко гори, нос нема. Уста погоре! Оти домашната змија, ако при случај куќата да има некои непријатни работи, она ги укажува. Истата зима, во чичовата ми куќа, истата змија. Излегла од дупката и како што си спиел еден од братовчедото, почнала да му лази по јорганот. Чичко ми кога видел, зел еден стап и пап! Ја отепа. Леле, рекле, жените напкон што се збрале, рекле. Не требало, рекле, да ја отепа домашната змија. А татко и пред тоа ја падал, пуштајки дим од тутун во дупката. Зачади ја, занема ја. Отчади се, пак грака. Да не си ти против истребувањето на аждерот. А после, шо биде со таа фамилија? Имаше ли среќа, несреќа? Среќа. Стално си беа болни. Стари луѓе, опасна работа. А татко ти куртулица ли? Тогаш за тогаш. По половина година умре. Ангелите му се биле славиве. Ак та чува Господ, змии не ти може ништо. Ја, една жена од Бадиля, си одила по пато и носила на грбо една подница леп. Арно, ама, од едно дрво гаскевала една змија. И на една цап! И се фарлила, Арно, ама се забудела уврелио леп и така останала да висе и да се влече по некак пашка. Бледка веш, не знам друго што да рече. Стрелушката не е домашарка, бе, Ило. Она има глава како штука риба. А домашарката Како аждер. И што велиш, баба Фимо? Домашниот смок знаел и кави да цица, нели? Голем мерак има по тоа. И по жени, па нели веќе ви кажа. Ја што кажува еден Русалија, слушај. Нашето поле тука се е случило да надојните жени и гонат големите змии, речено смокови. И на самото поле, ако она пројде преку патот, и смокот, ако е наблизко она голема змија, и ја гони. Значи, она му мериса на млеко, ради млекото ја гони. Да се е случувало,
да напаѓа жени кога спијат под некој дрва на полето. То се случувало на стока, дури стоката е многу важно интересна. Кравата, кога ќе дојде тоа време за да ја сице самиот смок, змија, оно што им се јава и кравата река, самата крава ја тера за сицане. И штом ќе дојде кравата на тоа место, змијата ќе ја сице, ќе отплета ножите, ќе избега змијата и кравата пак се поврну во јата. Тоа се случувало жива истина во нашето брачно место. Море, за тепане кулајбеля. За цицане кулајбеля. Ама кај почне да тепа, леле ен човек од дабиля, тачно пред слобода, му замутален смок околу ноисто и капшал да го мъска. Тепал, го направил пиштимал. Зашо? Не питал, се дека не си го направил кеево. Ја го човеко са грбав. Таков е смоко голем. А исто така, у цело Радово едно овчарче, како без душа бегало од преден смок, шо го тапал од куријата дур до селото. Тук дето паднало, ја го сега и денеска пусто у болница како ненормално. Од тај смок шо го викат голем смок. Шо мислиш, Олег? Да не се претерани кажувањата за неговата големина? За тај нашиот не знам. Ама за еден јас што сум го видел. Можам да ви посведочам. Верувајте, луѓе, колку што сум јас дебел околу појасот, не беше потенок. Главата му беше скриена во грмушките. А тај дел што се гледаше? 5-6 ли беше, 7-8 ли беше метри, не знам. Оти не сум го мерил. Ама, ја, греда. Нема таква змија на Балканот. Тоа беше на Озрен. Вечерта се врати во селото. А сред село си седат сите турци и си прикажуват. Ја, како ние са. А јас зборувам турски како турчин. И им велам. Денес велам во Штаркалово. Видов змија. Ама тоа не беше змија, туку ламја. А еден по име Османджик ми вели. Тој на свое време имаше 4-500 кози. Ми вели. Брешко ефенди, ојлени бен Ѓордум, ортамале куриси, бен була, вели једи. Не те разбрав. Вели и мене денес ми голтна едно јаре. На Балканот не може да биде таква змија. Как не може? Ја нашиот смок? Од дека нашиот смок, а? Нашиот. Парно кажете вашиот. Од боа не беше помал. Зашто боата може да тежи до 200 килограми. А јас го видех смокот. Само тај дел што му се гледаше беше потежок од 200 килограми. Ти многу се разбираш пак во змии. Не сум јас ништо. Ја во бивша Југославија имаше едно турче, Асан, од Демир Капија. Тој можеше сите змии на Македонија на куп да ги собере. Шо кажу? Значи на мои очи еден жандармериски поручник Никола Вранич го натера тоа да го стори. И турчето кај самата железничка станица извади си ножа од џебот и нацрта 3 круга на земјата. И после зема маленкото прсто од десната рака, си го стави во уста и почна да свире. И тогаш од под вагонто, од овдека, од ондека, ка почна да се збират змии. Море разни змии ги има, да. Бели, црвени, шарени, разни турлибои. И само влеват у круговето. А една, дълга така, како 2,5 метри, тенка како влакно. Главата како ногти. Не ќе да влезе. Турчето, так со раката и... Апна го, за маленкото прсте со кое силно свирна. Тогаш Вранич му кажа, јеба ли ти булу? А турчето, зема мирно, стави си го прстото уста и почна да си смука, да си плука, да си смука, да си плука. А змијата, како шо го апна, на местото мртва остана. Абе, оно змија бетеротровен бил. Ама нас ако не касне, кој ќе не спаси. Оти не го праша турчето во што му е силата и мајсторијата. Враниш го пита. Ама турчето кажа, ако кажам, мора да умрам. И не кажа. Ами, дека нас нема некој шо лекува одапнено, ама без доктор инжекции, така со некој баење, може ки ни потреба. Еми, на Еремија бе, не ли чукаме на 1 мај? Не, април. Не, Свет 40. Пред Свете 40, бе.
Види. Од преги децата га бајаа таа песна, ама некак инак кажуваа. И как треба? Бегајте, змии, ирмии. Ќе доат с кермиите, ќе ве тепат. Кој инако е? А што се тоа ирмија, што кермии? Как што се? Ирмии се арамии, а кермиите се кермии. Кермиди. Еве како треба. Бегајте, змии, ирмии, ќе доат ирмиите, ќе ве тепат со кермии. Дрон, каква е таа глупава бајачка? Саглам се. Ке доат арамиите, ки спадат арамиите. Шо не е јасно? Ми друг лек, нема ли мадафот тај? Нема. Има крв смукање, со вжарено железо палење, со сојка сечење. Чекајте, човеци, чекајте. Имше жена шо лече од змии. Кај ги викаат тие, Боже, Джан, носу шој беше, не аџе, Шилка, бе, не аџе, носу шој беше на Гуцова ката, лече, прочувана беше. Мараго? Не, Мариго, бе, на Гуцова ката све крва и бе, лече, не, озунка, лече, ате апна змија, лече, прочувана беше. Как ги викаат тие, море, мајка, Миродика вика. А каде? Умре. Ама не е подадела. Ни на керка, ни на никој. Лече, прочувана беше. На тај ръчно доктору тука не ми дадела ни прст да и преврзе. Ама ръчно доктору вика и ракијата била арен лек. Ја, доктор, ја. Ама, ако е верно, домашната змија не ја пала. Не ја падат. Никој не ја пада. Ево ти баба. Не ја пада туку, не ја пала. Не ја пала ако не ја закачуваш. Ама ако ја дрнеш, ка ќе рипне врз тебе. Едно време ноги имаше тие мерецки. На деклозин тако одаме, оште како момички. Ние си врваме по пато, а они се наредили на пато и се печат на слънцето. Ние си върваме, ама ич не ги чепкаме. А они се наредиле една, две, ајде. А они домашни ли беа или полски, баирски, а? Одек да знам. И во татковата ми къща имаше една змија. А ја гоневте ли? И ја тепавте ли? Не. Само гледаме как се шета. Ја, како они смок. Само гледаме как се шета по башта, по китките, по зеленилта. И дома влеваше. Ниска бе джико. Не се плаша мич од нея. Тата не ни даваше да тепна. Не биле, тата велеше. Сректа не моно. Она не густинка. Парте не чува. Тогаш може би ги чувала. Ама сега ми изгледа дека ги јаде. Ако продолжи вака изгледа, само за неја ќе треба да работим. Само мелеме. А за оно зашто сме се собрали, не можеме да се договориме. Треба ли да го убиеме големиот смок или не? Греф ли е или не? Грех е. Доста бе. Ке не стајде ли некој добро ако го убиеме или ке не сполете некој големо зло? Тоа кој ќе ми го каже? И јас имам домашна змија. И јас се живее со кокошките, со гаските, со мисирките, се живее. Зло од неја не сум видел. Не. Шо, право. Не. Само оште повеќе имото ми се зголемува. И додека тебе оште повеќе да ти се зголеми, ние треба да чекаме уште еден снег. Или може би уште една зима, додека цела Македонија не биде изедена. Чујте. Од сега да ни се семрдал од тука. Пуската Вацев, чуј. Или сакаш вестиката во вестик да ми излезе? Секој сама или рапот ќе ми подесуваш. И држ го зако до новиот стек или голови смокот. Ајде. Чувте ли сега? Акъл збирајте оти. Ќутни мури бабалјоки на бабалјок. Ајде крши рак. Баба Фима! Кажи, бре. Насъјле некој пат тебе некоја сенката газила? Насъја? А касо секше ката газаше?
Ќе видиш кога ќе ти стапне на куремо. Од смок бетери си. Ќе ми стапне. Ајде бе, фрли ти си, ајде бе. Текстата? Па не бех на голово. Абе, как не беше, јас замак последен, ајде. Са шо замак? Суфант, ја. Суфан? А дека поп? Сончето, а? Абе, јас замак, ја чекам те на таа карта, ајде. Не. Лажач. Види. Са шо ми зама? Ај, бега, не си игра с тебе. Ај, бега. Махе и таа и помина и поплава. Или ама снег ли беше? Мислеа го двикигаре никпат нема да престане. Лилија капучна да се топе, леле мале. Капливната во полето. Ка ми замукаат имити говеда. Ка се разбегаат имити бишки. Мислеа едно зло помина, друго иде. Шо тебе не игра. Ама стварно од снег зијан немало. Оти онга натопува земната, а она се задржува влагата преку целото лето, а семето се прима коти од шала, скоро рте, никне и дава едри плодови арни. А как ги продаш, ја ти не копара, шо е. Арно и продаде ловинички. Видели? Сега гледай да измочкаш паричките. Па на зима пада препеваш. Од снег шубе да те фајке и дјаволе да се предскажува. Шо сега таа музика, бе? Се за еден ден ли сакаш да потрошиш? А, това не е обичен ден. Свирка! Батеване! Чај бе, одмор малко. Одмори се. Другарчина, денеска јас частам. Ајде, тушке, тркни каде куч и донес 3-14 кари. Шо, аман, туша болец? Туша, не го слушам, туша болец. Абе, ти да не си бърлив, бе. Абе, шо не купиш сега некоја дрвце? Зимата пали голи и боси да дочекаме. Бати го еба и дрвцето. Сега тоа не е повеќе ладна зима со снег, туку топло и беркетна есен. И денеска го чекам сино, ама не у растурна кашта, туку с музика. Сега е свршен човек инженер, да го ръгнам на тај мерецки стопанкен касмет, се беше против мене. Ама сега и нашето куче в ти зајче. Мори, махе. Вечер доваѓа Зоранчо с диплома. Доваѓа. За това гледај трезан да опречекаш. Има време кој ќе седнеме дома да се порадуваме малку. Нема време, сега ќе се радуваме. Скап едно пиво, ајде. Јас пиво не пием, лек маш. Само штај занат ми треба да го фатам, па... Сеј тук така како чавка. Слушајте, никој да не сам видел додека в таа серејсо да остане трезан. Свирка! Чеки, батилио, малко да одморам. Шо кажа? Малко се одморам.
У чосот мораш, бе, мама ти дај, бам го заликупа. Ило, Ило. Абе, ти немаш ичка смесна Не. љубста. Лани с баничане са аз снех туку. Ајде, скажи ми ти на мене, как го чува Бустан? Аман, вике гара, вике живак. Ајде направам ушен театар. Сакам да видам как тече целта таа работа. Ја, Врешко ќе биде Гебелс. Јас не сакам да бидам Гебелс. Че, не сакам бе шо. Видим. Лежо. А Зидаро Петрево ќе биде Жолко. Неќам бе, неќам, јас сакам да сум Дедомитар. Кој те пита тебе, бабе? Јас сум режисер. Хеј дој. Дедомитар ќе биде Дино. Он е поспечен, писи трунтав, таман за мразливо куче. Георгиеш. А музиканто шо ќе биде? Музиканто? А музиканто ќе биде Ловеница. Доле. Ајде. А махето Ило? Шо јас? Махето? Ајде, мајке. Ајде, Стани горе. Махето ќе биде Страшил. Барливи човеци. Махе за меракси. Георгиеш, а ти шо ќе изиграваш ти? Па въздух? А, не. Јас ќе бидам Шабан. Почнуваме. Вај лето. Бустано посеен на нивата Белорма роди преку секо очекуване ептен роди. Га поправих колибата под големия орех, го обезбедих от сите страни од нападе на човеци, нечовеци, диви зверки, се обезбедих с сите потрепштини за животно отворно, како прво балон ракии, кужух, газјова ламба, па после чивкарти, тутун, сане за јадене, за собиране и за сушене на семки чекардеци, неколку касапски ножа, важе, стомна и пушка. Којнето и овците ги оставих на грижа на жената и на овчаро, а пазарските работи ги оставих на помалечкиот син, на негова грижа. А јас реших да бидам чувар на Бустан, што значи падар. За несреќа на апаждо, а за моја среќа и корис. Каде мене често си идеше Дедомитре на ракиичка и на картички, а покрај пушката единствено од брамбена сила ми бее кучиинта Жълтко и Гебелс. Жълтчето си го чувах стално до ноа исто ми се галеше. А Гебелс го чувах врзан, от имаше въчешка кръв. Абе, ајде на таков убав ден сега за приказки. Не ме дел да ме саля, оставете. Браво, Бедино, браво. Шо, браво? Ама, Шабан после пата даде на суд. Дадеме. Колку добија, а? 15 дена условно. Оре, нема власт. Нема власт. Требаше јас да те тужам. Само шо пајде кога нема власт. Кога за изеден човек добиваш 15 дена условно, шо ќе добиеш за душа? А Божи не го прежалил, бе. Кој да го прежале, бе? Играчка ли е това? Са не ми се слуша на таа страна. Абе, стига, вики гаре, не плачи, бе. Не сме дали на погребение. Ванчо! Да не съм видел празна чаша. А ти, чим се зададе рейс, се знаеш работа. Чия ли ме? Нема грешка. Шо? Колко е саат? Саак ти кажам, купих нов джиджит. Ош малко 8, само што не е втасал рейсо. А тебе, американец, да знаеш, ти ке те тужам, шо ме прави куче, да знаеш. Законот не предвидува такво работа. Шо е, ке запазиш, шо е? Ај, стига, бе! Стига, бе! Стига се разправа, днеска не сега разправи. Утре разправи. Брешко, нем те осече ми езико. Разправи днеска јок, утре. Добре, Ило. Шо го нема това дето още Боже, Ќе да не дома. му биде нешто? Шо биде, бре Боже? Нешто. И чарно на сон не ми дојде. Шо? Прво ми се појави еден стар човек и ми вика: знаеш ли кој сум јас? Андромахе. Не знам, му викам. И водиме до ен висок рит со шилкалов врх. И гледи ми вика: па дојна. И ајде, од сите страни кај ѓурна едни порое. Вода, море, сичко пливна.
Народо се издави. И па ми вика, сакаш ли още нещо да видиш? И па дојна, огин даде. Всичко изгоре. И по трет пат ми вика, сакаш ли още нещо да видиш? И по трет пат дојна. И ка излезе една змие. Не змие, туку ламја. Па ка се фрли врз мене, и така се разбудих. Ама газот е бил откриен. Не знам. Секој чудеси му си овоот на човек на сон. Шо сон ве и са. Не знам, тие поплави, тие огина, тие змии, нешто. Шубема фајке за това те дете. од приказки за смоко да знаеш. Ај, живелик си нареда да работи, успокои се. Ох. Махе. Шо? Сад одек прекажуваш. Знаеш ли, одеднъж си преспомнах за младост. Господи Боже, лек маш, зашо Саша? Пред сите тие бољки што ја иде на сон. Кашетаам по баиро. На светили, до светили, са светили. Памнаш ли? Памна, како? Ака излеваме на мај. Чек. Кабешта. Еден прекрасен мајски ден под кулите на Струмица под еден бор еден до друг седеја двајца влюбени. Рейсо. Спреми се. Синче майкино, простигнали чедо, златно на майка. Ај нек те чистито, синче, за Рам, там, там, там. Рам, там, там, там. Рам, там, там, там. Рам, там, там, там. Шо е това, бе, мај? Каква е таа ѓупска музика? Некој у војска да не испраките? Ајде, Арлида, и да вам иде. Сега само да ваме оца само ке добиваме. Никој не испракеме, сине, каква војска ти сунува. Тебе те дочекава. Така, со музика. Така. Шо се собирал тај народ како меч коро да игра? Радоват. Ајде, доста јоко сум, главата ме га набучиите. Ај, стига гара, ај, ој си дома, нели че ја шо ти вика дето? Ој си дома, ѓупката чека, стига гара, ај, ој си са, пал, ај, стига гара, ој си дома, ај. Ило, ај сад. Ајде, шо сте застанале, ке одам или дома? Белким сега сите дзидове са цели. Сеј прво да снапием по една за честито. Дома ке снапием. Абе, Ило, нели чуја шо се кажува? Ти Дома ќе геновево, снапиеме, ти да кјуташ геновево не една. А ој дома да спремаш што треба. Спремно, бе, Ило. Спремаш да нач. Сине, ак те пречеках с музика, не те пречеках с саби и куршуме. Сеј! Ванчо, дај две чисти чаши и тај првак што дозе. Првак за првак. Еднач од овчар инженер станува. Ајде, ко си запнал. Малко. Ај за в нови години. Услово да е таа до шо скиснал да е ова? Уморен съм малко, бе, тате. Ако сајк се одмораш една неделя, само спи, а после на работа. Да. Име още денове. Можеме да сечеме тули, да домакнеме неко кола песок от тракаја, неко греја да издвичиме. Важно на проле да почнеме. Со шо да почнеме? Как шо с къща? Баја ги пари треба за къща, стари.
Не се скири са печелих некој пара овај година. Важно да почнеме. Може овци да ги продадеш, ја? Какви овци? Ами? Им са некој пара. Ќе ја продаваме тај там стареш од кшта. Им ме плацу дубов полов за мерак. Ти ќе земаш кредит. И малечко ќе накараме да зема кредит. Готово така ќе направиме на здраве. Да. Може кога ќе се вратам, ама. Цел свет да ни заблазе, как ќе биде палата на 3 ката. Тебе како ќе се врнеш од дека, од војска? Не може да го одложиш тај америкски аскер за подоцна. С градбата можеме и покосно да почнеме, ке треба тули да сечеме песокичкал, да макнеме грейди, избичеме темели диктура. Не говорах за војска и враќање од војска. Ке направиме как се вратам од Скопје. Прво там да се потфата малку. Од Скопје? Какво би са Скопје? Там ке работам. Наредих го од први. У Скопје од први. Как бе Скопје први? Па ние още не сме те видели. И шо ке ме гледате, не сте ме видели? Абе, 7 годините нема дома. 7 години с пошти се расправаме, с кулете праќане и пари. Мислях малко да ме подпраш. И аз ке те подпрам. Абе, стари, още не една плата не съм замала, ти веќе рачунаш как да ме уплячкаш. Малко ли овците и не ви, тај кажи. Дек можеме с тебе да стигнем? Как бе така абсоздам, бе? Не останало опајантава струмица, бе. Тука глава не можеш да дигнеш од завидливи. И кој съм јас тука, и кажи? Син на пијанило. Там барам никој нема знае. Ке почнам од нула и ке створам нов живот. Там ми дават уште сега по-голема плата и одма стан. За 10 години ке питам колку чине свето, еј. За 10 години? А за ти знаеш ли колку паре е едно јајце у Скопје? Колку чине едно кило сирна? Сирна, на газо ке се го мачкам, сирна. Абе, тук те каже рече се безплатно, бе. И месо, и вана, и сирна, и зарзават, бе. Пари каже рече не ни требат. Помислях да ме спомогнеш малко къща да ви направам. Зашо те изучих, бе? Ти ме изучи. Абе, стари, шо се разбираш ти од војна музика, бе? У Скопје младиот инженер може да напредува. А тука? Шо тука? Ја това струмица е струмица. Шо е фална струмица? Шо да правам у неја? Влакна ли да исправам? Шо мерни неме фабрика? Избриш се го газо со неја. Селеците го напъни и градо, а јас треба после Загреб у таа наша моќена струмица од тун да нежем, нели? Ај, не ме ги разбуду и вошките лајса, вери се. Не знам. Ама ние те чекаме. Зашо ни син ак не с нас? Това как да та нemme. А дали цврсто реши да ош? Реших. Одам. Тука е Арно. Господ нек те чува, ти по Арно знаеш. Ој сад дома да се одмораш. А ти? Јас ке довам по тебе. Добро. Земи се о куфара. Ајде. Ванчо, дај го друго чише, Ванчо. Да не те е многу. Дај го кажувам.
Ујдех и јас, Илјо. Не можам повеќе да ги поднесам вашите глупави приказки. Повеќе това не се поднесува. Абе, нели ти скоро се врна од Америка, шо мајки тераш патам? Шо мајки терам патам? А шо да правам тука? Можно некој съм му потребал? Шо? И ти сакаш да дојдеш с мене, а? Ја жената, ја децата, а бустану, а врешко, бе, Илю? Тек бе кузо. Било и поминало времето. Как можех да одам? Јас негде ни свето тргнам, очите да не ми гледат. Земи. Земи, Илјо, да запалиме по една, па секој на својата страна. Ти ќе се излежуваш, а мене пат ме чека. Илјо, това мене не ми треба повеќе. Земи, дај го на мојата стара и кажи да не умре. Секи ви доставено и пари и поздрав. Георгиш, мер не се плашиш, бе. Од чо? Од планините. Викат на белашци и мало мечки за въци да не говорам. И мало и духове. Ајде, Вилю, не барбори на празно. Па ги има, мислиш, тие не се плашат? Они мечки. Па јас нели сум мечкаров? Видели шо нацртах, а? Това е границата. Ке направиш така и оп, поминал се е границата. Георгиш, за дек спремаш са? Ќе одам малку подалеку. За Австралија. Там не има като скачки. Па срекино, Георгиш. Мош, ош има видовачка, а мош и не. Ајде, главата горе, Ило. Ако некој пат чуеш дека се враќам, сакам да качаш ѓупската музика на кермиите од новата кшта и така да ме дочекаш. Сака не. А го фатте Смоко, слики се с него и прати ми едно кадро. Услуга брза и тачна. На која адреса, Георгиш? Зна поштаро. С Богом. Немам, мило, немам, драго, нит па сака, јас да знам, како кораб без кормило, ке се скитам по светот, ке се скитам јас без вера, без надеж и без љубов. Се дури не си го најдам негде својот студен гроб. Ке се качам на коработ и ке викнам збуен глас. С Богом мила, с Богом драга, јас отидов тар. На Мануко не му се седи тука. Инженер човек. Со златна лажица сака да срка
И во голем град гуљаи да си кара. Јас го пуштих да оде. Зашо па да остане тук? У завидлива струмица ног ги брснат инженерто. Тук и семкарци поминат полво. Едниот летна, а и другиот не ми го фаќа многу окото. Има бедна платичка, уште и ке се ожени. Сигурно дома зет ке оди. Не јади гомна, бре, ѓубре дулгерско. Мој помалечок син има, плата. Ланската година ga заврши в војска, чо сакаш повеќе, на тебе нема ли да си секне, бе. Ке го женам. Прво големјо, а кај ги соберам доволно митилици опкашта. Им пари. Колку? Таман толку колку што потребно да те купам тебе со се твојата јалова жена. Што не ме продаваш за плашил, да, курдисам насред бустан и да ги плажам чавките с неја. Илјо! Остави ја жената на Мираот и ќе ти серам мајката, да знаеш. Седи, мадраве, гомна дулгерска, бе. Шо ми пееш песна за мој синове? Шо сакаш од мене? Кој ти викна на мојата маса? Еве шо сакам. Куќа не ќе можеш да изградиш. А и оваа што ја имаш не е лоша, затоа што ја фаќа планот. Ке ти ја урне државата и ке ти даде комфорен стан. Па тогаш, што ке ти е оној плац, а? Ај, продај ми го за 300.000, или, а? Чине милион, ама ни за толку не го давам. Државни станове не ме интересират. Сам мочам јас на тие смрдешлоци. 500.000 давам, Илјо, дај раката. Каква рака, бе, мајмун не? Ти кажах, плацот чине милион, ама не го давам ни за 2, ни за 4, ни за 44. За ништо на свету. Знаеш ли зашо? За това од не е за продаване. Там има да им изградам къща на синовето. Палата на 3 ката. Цел град има да добие 3-годишна треска, как ја виде илюма. Мој бушкиљав не еден. Има баило ошу турцко скрино лири, с кој можеш цел град да го поплочеш со злато. Шо мислиш, бе? Ими ниви и стока, и плац, и къща. Ими 2 сина. Ки жена му новата къща, мајмун на мајмуно. Ки клам байрак. Ке окурдисам на кермијето и ке пише Илјо М и синовето. А шо ке правиш ти, бе? Шо, бе, плац, плац. Ситна душа, плац, да купам плац. Да купам купуване! Мама ти да ема! Нема никако купуване! Ништо не е за продаване! Ти ми кажи, Илјо М, да се продава! Нема продаване! Ништо не е за купуване! Јокол сам од тука! Карто полацан, мама ти да ема! Не давам! Точам, не давам! Не давам! Не давам! Не давам! Сега ќе видя как се уништува државниот имот. Шо сега, бе? Да не можеш случајно да ме врзаш? А од врзан не тргнуваш ли? Ке тргнам. И без това неем дек дом.
А диела? Зошто? Го нема. Ни трага, ни глас. А од стоката ни помен. Всичко испосерно. Последна насрда една маса во чии што шартар ни бее тефтеро со сметките. Абе, и мрсното душе ме го издежал тај виран карлански стравляк смок. Важно е дека цверот навистина отишол. Предлагам на магационерите Дончо и Тушо да им се подарат джепни часовници. Директорот Тончо да се овенча со ловоров венец на кој ќе пишува "Се е добро кога добро ќе заврши". Над магазинската порта да се истакне паролата "Магазинот е слободен". Другари, другарки, славејќи уште една работна победа, должен сум да истакнам дека не помина без последици. Имаше и штета, но мислам дека не е за споменување. Убеден сум дека градот ефтино помина, иако штетата можеше да биде уште поголема. Зашто познато е дека големиот смок не можеше да живее од воздух и дека за време на неговиот затворенички живот мораше од нешто да се храни. А што изеде големиот смок? Занемарлив биланс. 200 вреки брашно, 15 сандъци мармалад, 100 вреки шекер, 12 килими, 70 вреки бомбони, 500 кила стакло и 2 вреки клинци. А што испи големиот смок? 25 буриња зејтин, 500 шишиња ракија и 500 шишенца од колоња. През месец октомври 1963 година, Струмица. Музика! Ден прекрасен мајски ден, од колите на Струмица. Дека денес познатиот голем смок Цицоциц брашнојад зејтин смук домашар од стариот магазин се префрлил во новиот магазин на Македонија Екс Имт.
да не се